Здраво на сите, добродојдовте во уште една епизода на Филмофилос, подкаст кој обработува теми од областа на филмот и ги анализира преку филозофска и психолошка перспектива. Овој пат јас сум сам во студиото, односно не сум сам, имам гости, но сум без Елена која ги дава секогаш нејзините психолошки рецензии. Овој пат ќе зборам со мој драг пријател и политиколог Кристијан Фидановски. Добре дојде. Добре најдов, Максим. Денешната тема е всушност доста интересна и се надевам дека на многумина ќе им биде доста допадлива и информативна. Денеска со Кристијан ќе дискутираме на темата антихерои и нивната популарност или доминантност во телевизискиот пејсаж денеска, како и на филмското платно. И се надевам дека ќе имаме една убава интересна дискусија на повод што е тоа антихерој, кои се популарните антихерои и што тие значат за нас и за пошироката публика. Инаку ќе си дозволам да го представам Кристијан, секако и тој ќе каже нешто за себе. Кристијан е, како што реков, политиколог, моментално докторира на Универзитетот Оксфорд во Англија. Инаку има големо меѓународно искуство, како и студиско, така и кариерно. Но покрај неговиот професионален ангажман е исто така активен и во филмската критика, со тоа што има учествувано на неколку филмски фестивали, како критичар, односно како веројатно жури комисија, ако добро разбрав, во Гифони, фестивалот Гифони во Италија, Сараевскиот филмски фестивал во Босна и слично. Истовремено има и напишано неколку критики и рецензии кои ќе ги поставиме во описот на ова видео, кој можете веднаш да ги погледнете. Но без премногу да дискутирам, уште еднаш добре дојде. Како се чувствуваш? Здраво, Максим, фала ти за поканата. Убеден сум од сите наши разговори до сега што сме ги воделе за филмови и серии, дека и ова ќе биде интересно, ако нешто друго, па сега колку ќе биде поучно за публиката, ќе каже публиката. Апсолутно, да. Ние секогаш се обидуваме да бидеме и интересни и поучни, бидејќи многу од темите и филмовите кои ги спомнуваме се познати на публиката, или барем се надеваме дека се познати, но не секогаш толкувањето на тие ликови или приказни е менив близок, така што се надевам дека во тој правец ќе просветлиме што е антихерој за нас. Вака, да започнеме прво со слонот во собата, нели како што се вели на англиски. Што е антихерој? Дали би сакал да ни кажеш твоја една дефиниција, вака малце поакадемски можеби? Па да, дефиницијата веројатно ќе биде малку повеќе моја отколку академска, ама дури и стручните лица мислам дека би се согласиле дека антихерој е важно да се одвои и од протагонист, ама и од антагонист, бидејќи има и сличности и разлики и со двата профила. Практично антихеројот пред се е главен лик. Значи, ние како публика пред ова златно доба на телевизијата, за кое што верувам ќе збориме многу денеска што тоа значи и дали е готово или не е готово, но пред да започне тоа златно доба, ние не сме биле навикнати да следиме, па дури би рекол и во филмот пошироко, а не само во сериите, не сме биле навикнати да следиме толку будно, толку интензивно како главен лик во приказната, лик кој што е пред се негативен, иако не е само негативен, нели, како што ќе објасниме за кратко. Така што тоа е дефинитивно вака најочигледната можеби карактеристика на антихеројот. Значи ние сме навикнати негативецот да биде, не знам, Лорд Волдеморт, се појавува на крајот на секој дел од Хари Потер, а во остатокот од филмот сме во исчекување тој да се појави. Овде не, антихеројот е ликот кој што го следиме најголем дел од дејството. Потоа се работи за лик со неморални особини кои што можат да бидат мотиви, средства или резултати, или па две, а можеби понекогаш сите три од овие. Понатаму, тој треба да поседува некои особини кои што се можеби не универзално, меѓутоа кои што најголем дел од публиката ќе ги доживува како емпатични, значи мора да има нешто со кое што публиката ќе се поистовети, а тоа со најголем дел од оние очигледни и конвенционални антагонисти не е случај. Понатаму, ова е многу важно, би рекол, барем за мене, тој самиот не се доживува себе си, или таа самата секако, не се доживува себе си како негативец. Или барем не само како негативец. Тоа е тој момент на рационализација кој што и антихероите за кои што ќе зборуваме денес многу го поседуваат.
Треба, и ветувам дека доаѓам до крајот, треба да негове чувства на обесправеност многу често, што до некаде се поврзува со овој момент на рационализација, со недоживување себе си како негативец, значи се оправдува на тој начин тоа негативно делување. И на крајот на криштата антихеројот не мора да доживее некоја кој знае каква промена, бидејќи нели во конвенционална филмска и книжевна теорија протагонист не е нужно ликот што има најмногу screen time, туку ликот кој што најмногу се менува низ дејството на филмот, антихеројот може да си остане тоа што е. Точно, да. Ти благодарам, наистина исцрпно анализа или представување на што е тоа антихерој. Мислам дека воглавно општата дефиниција е горе-доле тука, така што дефинитивно сме се согласувам со она што го изложи. Јас само можеби би дополнил дека она што е интересно во нашата култура или во културите со кои имаме контакт како американската, нели најчесто ги гледаме нивните филмови и серии. Идејата за херој, значи не за антихерој, туку за херој е стара уште од античко време. Така што да речеме во античка Грција идејата дека една античка драма ќе има дали е тоа трагедија или комедија, според нивните класификации, секогаш има некој херој и тој херој има некакви препреки, има некаква мана најчесто, Ахилова пета, денеска тоа така би го рекле, а тие всушност тоа го имаат измислено. И тој поминува низ некакви трансформации, преобразби и авантури, но неговата мана најчесто ќе го или ќе сруши да не го постигне тоа што сака на крај. Ако е трагедија, доколку е комедија, обратното се случува. И сметам дека таа традиција одекнува со векови се до денес, да тој главниот лик мора да е некаков херој со некаква мана. Зошто да има таа некаква мана? Па бидејќи публиката полесно ќе се поистовети на некој начин. Сега, одеднаш во последниве неколку децении, ако не се лажам, барем во популарната култура, се случува еден пресврт, односно имаме антихерој, како што ти убаво го опиша. И тие антихерои се всушност, како што рече, протагонистички настроени, ако можам така да кажам. Значи, најчесто го водат дејствието се главниот лик, ги има на филмскиот постер, но немаат карактеристики кои се херојски. Не спасуваат, не се добри, што и да значи добри, не се милозливи, што и тоа да значи и така натаму. Туку имаат премногу мани, не една, немаат една Ахилова пета, имаат многу. И ми се чини дека, и тука ме интересира твоето мислење секако, зошто мислиш овој пресврт, особено во популарната култура, се случува некаде пред, неколку децении предпоставувам, да публиката навистина силно реагира на такви несовршени ликови со мани. Што мислиш? Тука прво можем да понудам едно цинично толкување со кое што силно не се согласувам, меѓутоа е толкување што многу често се предлага, а тоа е дека нели општеството еродирале моралните вредности и дека едноставно сме станале сите морални релативисти и дека практично ова е последица на фактот дека ете и ние како луѓе во секојдневниот живот не знаеме веќе што е добро, што е лошо. Значи во целата таа наша збунетост се појавува и овој момент. Не се согласувам со тоа. Мислам дека едноставно тука сигурно има некои подлабоки филозофски објаснувања кои што би држале, но филмското објаснување или уметничкото објаснување е дека едноставно уметноста станала подобра, бидејќи антихероите е веројатно потешко да ги обликуваш и да ги направиш интересни и убедливи како ликови отколку конвенционалните херои и односно антагонисти. Се согласувам инаку со овој момент на Ахилова пета, fatal flaw, нели како што го нарекуваат на англиски, она една особина која што на крајот ќе ти биде фатална. Антихероите, како што каже и ти, не се такви, значи кај нив има повеќе мани отколку што има доблести, меѓутоа има и доблести, тоа се овие емпатични особини, значи дури понекогаш тоа е едната иста особина која што истовремено може да се толкува и како доблест и како мана, и токму тоа ги прави овие ликови толку поистоветливи, бидејќи никој од нас не е само херој или само негативец. Сите ние имаме повеќе страни. Меѓутоа, од аспект историски, ако погледнеме, значи како ова се јавува, јас би рекол дека преломни моменти се крајните 90-ти. Пред тоа, мислам дека и голем дел од денешниот разговор неизбежно ќе биде насочен на САД, затоа што секако за серии САД останува најочигледниот репер и позитивен и негативен. Сериите пред има еден одличен документарец исто на темава, мислам дека беше на Netflix, кој што баш го трасира развојот и еволуцијата на добриот Good TV, како што го викаат, значи серии кои што веќе ги гледаш не само како забава, туку и како една сериозна уметност.
Претходно, тука најдобра асоциација можеби се она смеењето снимано што беше на Friends и на многу ситкоми, кога значи дури публиката до толку е отапена и до толку не се очекува гледачот активно да ја следи содржината, што дури еве и режисерот му кажува кога да се смее. Значи зборуваме на она најбанално ниво. Ти немаш агенс како гледач. Можеби чисто да само да додадам, сметам дека и како тој историски осврт е точен и податлив, бидејќи станува збор за едноставно барање на публиката за нешто можеби посложено, покомплицирано, подобро или подефинирано. Така што во секој случај сметам дека појавата на антихеројот и како има причини, како што и напомена неколку, но сметам дека и голем дел од тие причини природно некако мислам дека имаат произлезено од околностите и од барањата на публиката, така што слободно можеш да додадеш, да довршиш. Да, тоа е тој момент, бидејќи секако и понатаму обстојуваат овие ситкоми, значи не е дека од крајот на 90-тите натаму дека немаме веќе ситкоми. Меѓутоа, ТВ едноставно станува повеќе од само забава. И тоа се гледа дури и од термините кои што ги добиваат ТВ сериите, значи тоа веќе не е само нешто што го гледаш, што трае 20 минути, пола сат, го гледаш додека јадеш, например, туку е веќе навистина содржина која што сакаш да ја конзумираш. Точно. На повеќе нива. И ова може би било добра транзиција кон конкретни примери. Апсолутно. Сакаш да ги навестиш или да... Да, извини. Слободно. Меѓутоа, практично повеќето рецензенти, филмски и на серии, би се согласиле дека Сопранови е серијата која што го почнува тој тренд. 99-та, ако не се лажам, баш деновеве славеа 25 години од првата епизода. Точно. Меѓутоа, читав еден интересен текст во Економист, можеме конкретно да ја го препорачам на публиката. Се не ми текнува како се викаше, али баш беше поврзан со оваа поширока дискусија дали е завршено златното доба или завршува и така натаму. И во таа рецензија, односно во тој текст, ОС е серијата која што се означува хронолошки, барем гледано како прва. Значи 97-ма почнува ОС, Сопрано 99-та, која што се обидува да претендира на некој по-сериозен статус, значи да не биде гледана само како серија за забава. Моментално ја гледам и е интересна. Би ја препорачал за затвор, Maximum Security Prison во Америка, каде што има и разни динамики, нормално за односите помеѓу затворениците, политичка димензија силна за управата на затворот, како се справува со сите проблеми. Гувернерот кој што е републиканец и кој што им забранува на затворениците дури да имаат conjugal visits, значи да ги посетуваат нивните мажи и жени. Така што нема да навлегувам премногу за ОС, меѓутоа тоа е тој момент и практично еве со онаа една позната реченица, цитат од Дейвид Чејс, креаторот на Сопранови, може тоа да се долови, кога Дейвид Чејс вели: "Јас сакав моите ликови да можат да лажат." Значи сакав ликови кои што нема да бидат црно-бели, ликови кои што треба убаво да размислиме што сакале да кажат и зошто го кажуваат тоа што го кажуваат, која е нивната задна намера доколку ја имаат. И тоа е веќе навистина нешто ново во ТВ светот во сад тогаш. Одлично, да, ова е навистина даде одличен почеток на она што ќе биде во суштина во срцето на нашата дискусија денес, а тоа се всушност неколку филмски ликови, односно телевизиски ликови повеќе, кои се одлучивме да ги дискутираме денес и како што веќе напомена, најчесто се смета дали ОС или дали Сопранови како таа прва серија за добата на антихеројот, а истовремено, како што рече, и почетокот на златното доба на американската телевизија. И како што знаеме во изминативе децении, значи од кога ние бевме деца до денес, и како тие американски серии се популарни. Сега, навистина имаше многу серии, меѓу кои Сопранови, меѓу кои Breaking Bad, значи исто така серија која ќе ја спомнеме, меѓу кои Mad Men или маркетинг директори, како што е преведено на македонски, ако не знам дали си знаел. Не знаев за превод. Да, интересен, необичен можеби малку. Превод, тоа се неколку серии кои според многумина можеби дури ги надминуваат некои филмски остварувања. Начинот на кој се тие напишани, снимени, изглумени и така натаму се можеби подобри од филмовите, така што навистина последните 25 години, ако речеме од
или 27, ако почнеме од ОС, како што рече. Навистина не само што имавме многу антихерои на телевизиските екрани, туку имавме и навистина квалитетна содржина. Сега според многумина, нешто што јас би го спомнал, што го спомнавме пред снимањето, тоа беше дека Дейвид Чејс, креаторот на Сопранови, кој сега е веќе доста постар човек, за разлика од кога нели почна Сопранови, дури тогаш мислам дека можеби над 45 години кога почна да ја работи Сопранови, кога почнал да работи Сопранови, тоа значи дека бил веќе повозрасен во секој случај. И сега станува збор за човек кој вели дека моментално работите се враќаат на нула. Ако тој направил револуција или ако повеќето сметаат дека неговата серија направила револуција со ликови кои лажат, како што го рече, денеска имаме едно навраќање каде што имаме толку заситено со серии, што продукцијските компании претпоставувам едноставно сакаат нешто што некој ќе го кликне и ќе го види, и тие добиваат со тоа поврат на финансиите, и ни воопшто не им е битно дали таа серија има квалитет или не. Така што може би малку песимистички од негова страна да каже дека е крајот на телевизијата како што ја знаеме, дека сега може ќе имаме ваму таму по неколку од време на време квалитетни серии, но во суштина ќе бидеме презаситени со лоши. Така што многу зборував, но само накратко, што мислиш за ова? Па мене ми многу тешко да не се согласам за нешто со Дейвид Чејс, бидејќи навистина многу го почитувам. Сопранови имам гледано 2 пати цела. Меѓутоа, ќе се обидам да не се согласам, чисто можеби повеќе навивачки од аспект на надеж, бидејќи не сакам да верувам дека тоа е точно. Постојат структурни причини зашто мислам дека не мора да испадне точно. Секако, тој најмногу алудира на стриминг револуцијата и како стриминг револуцијата практично ги има направено сериите во просек помалку квалитетни. И тоа може би е така во моментов, меѓутоа токму стриминг револуцијата и појавата на Netflix, Hulu, Amazon и сите други платформи беше момент кој што во суштина беше добар, позитивен за сериите кога се случи првично. Значи House of Cards беше серијата со која што Netflix нели првично се вивна и стана тоа што е. Меѓутоа не е само House of Cards. Меѓутоа дури серии кои што претходно си постоеле, еве Better Call Saul беше серија која што исто е дел од некоја таа стриминг револуција. Тука би рекол дека практично моментот на ниш конзумација кој што го овозможија стриминг платформите би требало нели и теоретски и практично да ги направи сериите подобри, бидејќи идејата не мора ние да пикираме само на поширока мејнстрим публика, да нудиме производи кои што се најмали заеднички содржатели, кои што ќе дадат за секого по нешто или нешто што е толку едноставно што секој би бил загреан за него, туку на различни типови на публика можеме да им понудиме различни производи. Друг многу важен момент, стриминг револуцијата ги прави клифхенгерите помалку важни. Не знам како гледаш на клифхенгери генерално, јас не сум воопшто фан. Дури мислам дека не можеме не да зборуваме за добри или лоши клифхенгери. Клифхенгер е клифхенгер и едноставно треба да се избегнува. Сметаш дека е ефтина техника или? Сметам дека е прилично ефтина техника. Добре. И многу ми е мило нели што мислам се разбира тие повторно си постојат и во стриминг добата, меѓутоа се помалку важни бидејќи секако ако ти можеш веднаш да кликнеш на следната епизода, клифхенгерот не е толку важен. Значи веќе те носи нели самиот Netflix ти дава, ако не кликнеш веќе автоматски ќе те однесе на следната епизода и не е ти важно да бидеш, значи не е бидејќи во нели конвенционалните серии ти си имал една недела пауза помеѓу 2 епизоди и за да има нешто што ќе те држи тебе загреано уште недела дена, важен е клифхенгерот. Должината на епизодите исто така, порано 40-45 минути било правило. И ако една серија има добиено договор од телевизиска куќа, во договорот стои колку ќе траат сите епизоди, со можеби 5 минути плюс минус маргина за режисерите и сценаристите, меѓутоа инаку мора да се држат до тоа. А денеска гледаме една иста серија може да биде од 35 минути до 55, некогаш финалињата посебно на сезоните или на целите серии знаат да траат и по саат и 10-15 минути, скоро дупли епизоди практично. Значи таа слобода не може да биде лоша, тоа секако изголемува креативноста. Така. Меѓутоа од друга страна мислам дека Дейвид Чејс што сака да каже, тој сака да каже дека повторно не сакам да бидам дрзок и јас да се обидувам да толкувам што сака Дейвид Чејс да каже, бидејќи секогаш сака да каже повеќе од една работа, нели?
Меѓутоа идејата е дека ако сега па стриминг платформите се станат толку доминантни што тие сега веќе се мејнстримот, ти немаш друг начин да следиш серии освен преку стриминг платформите, тогаш и тие веќе прават некое НЗС и се обидуваат да допрат до поширока мејнстрим публика. Тоа е сега ризикот со кој што се соочуваме. Така да го разберем што сака да каже, али ако ја имаме оваа долгорочна перспектива, мислам дека ќе се согласиме дека тие се net benefit, како што велат на англиски, повеќе добри отколку лоши за сериите. Значи сме просто кажано заситени веќе од премногу контент. Па да. Би рекол така. Одлично. Да, се согласувам со повеќето работи што ги кажа секако. Сметам дека Девид Чејс е дел од еден бран на американски режисери, сценаристи кои некако се малку повеќе во пензија, прво, и второ да не ги навредам поради годините, но Бумери. Да, веќе се бумери, апсолутно, мислам, биле од секогаш. И имаат некако разочараност, некаков песимизам и јас не можам ни да замислам како е да имаш 70 години. Се уште, еден ден ќе знам, и како го гледаш на животот и на нештата околу тебе тогаш, но да речеме Мартин Скорсезе исто така рече дека и филмот е веќе исцрпен како медиум, веќе постои околу 100 години, се прават филмови околу 100 години, а се што можеше да се иновираше, немало боја, имаме сега боја, немало звук, има звук, ефекти и така натаму. И тој исто така смета дека едноставно сега сме презаситени со Марвел, суперхеројски филмови, дојдене апокалиптичен момент, крај на киното, само тој може да го спаси луѓето од неговата генерација. И сега мене како помлад човек ми делува дека малку претеруваат. Така што и Девид Чејс, секоја чест за неговото достигнување, Сопранови е една од моите поомилени серии, и навистина добро изработена од кој бил аспект, не само за даденото време, мислам дека се уште и како стои, дури е подобро од многу серии на Netflix кои се појавуваат. Дали да се обидеме да ја препорачаме Сопранови во неколку реченици? Што мислиш ти? Бидејќи па мислам дека би било добро. И јас мислам дека да, бидејќи секако имаме гледачи кои се доста помлади, значи гледачи под 25 години, така што би ти го дал просторот, дали можеш да ја пичуваш, кој што би рекле во бизнисот, Сопранови накратко да ги убедиш гледачите да ја гледаат. Па да, значи ние кога нели бевме деца јас и ти, нашата генерација, луѓе што се сега доцни 20, Сопранови одеше на А1, меѓутоа одеше пошто нели веројатно и практично еве сега би се дозволил да кажам дека човекот што ја пичнал првично кај А1 да ја купат таа серија, веројатно ја сваќал на оној начин на кој што Девид Чејс се нервира што многу луѓе сваќаат Сопранови, а тоа е као леле серија за наследство, за мафија. И затоа ја ставиле во 10:15, се сеќавам, одеше навечер на А1. Кога децата спијат. Кога децата спијат. А тоа е многу површно и неточно во суштина сваќање на Сопранови. Јас ја загледав за прв пат пред неколку години и мило ми е што на позрела возраст почнав да ја гледам, иако Сопранови, знаеш, она како Малиот принц што ја има како лектира и во трето и во осмо, можеш да ја читаш на и во трето никој не ја сакаше. На повеќе нивоа. Па Сопранови е серија која што можеш да ја сакаш и на тоа површно ниво. Значи има луѓе што од во големи наводници погрешни причини ја сакаат Сопранови. Меѓутоа, што е тука идејата? Значи, без да расипуваме нели многу, ова се случило уште во првата епизода, Тони Сопрано е мафијаш во Њу Џерси од италијанска фамилија со огромна мрежа на криминалци кои што му помагаат во бизнисот, лихваре во суштина, така ги прави своите пари, така заработува. Тој има параван, како и секој добар мафијаш. Неговиот параван е дека тој е директор на компанија за менаџирање со ѓубре. Параван кој што многу иронично, кој што дури неговите деца ќе сватат дека тој параван е глупост. Ќерка му побрзо отколку синот, бидејќи синот не е толку бистар, не е важно, они се многу сладки како фамилија, вака и нивните семејни динамики. Меѓутоа што од првата епизода тој оди на сеанса, терапија, кај психолог, во период кога тоа е нели многу стигматизирано и општо, а камоли во мафијашкиот свет, и тоа дури може на некој начин да се чита и како гак, како шега, значи види мафијаш оди на терапија, ха. И меѓутоа тоа е оној хук, тоа е нештото што ги одвојува серијата од, не знам, од Кум или од било кој вака мафијашки стереотипи, значи ти веднаш кога гледаш знаеш уште од првата епизода дека овде ќе се случува нешто различно. Точно. И токму тоа го прави една од работите што го прават Тони, добар антихерој, моментот дека еве види тој колку има нежна страна, иако е мафијаш, убива луѓе, крвожеден и така натаму. Истовремено тој ги има сите овие, тој првично почнува да оди на сесии затоа што му се случуваат панишни
физични напади. И тој практично бара решение, нели, било што ќе ми помогне, вика, пошто ако ми се случи ова, утре ќе испаднам слаб, ќе почнат помалку да ме ценат другите мафијаши, ја морам нешто да направам и од немај каде, последна опција му е да оди на психијатар. Терапија. Па не психолог, нели, не прима, односно прима и Мислам дека е лекови психијатар. точно, Да, Мелфи, доктор Мелфи. Доктор Мелфи му препишува нели и прозак и сето тоа. Во право си. У секој случај Тони, јас би сакал всушност да споделам се една сцена и ќе внимавам многу да не ја спойлнам и мислам дека ќе успеам. Внимаваме на спойлери. Внимаваме на спойлери од можеби предпоследната веќе или последната сезона од серијата, кога Тони ќе убие крупен, важен лик во серијата, нема да го именувам, се разбира. Што се случува? Они имаат сообраќајка. И во сообраќајката ја преживуваат и двајцата, лесна сообраќајка, свесни се и двајцата откако ќе се удари колата. Седат, другиот лик вози, Тони е на сувозачко седиште и практично иако ја преживуваат без проблем во сообраќајката, возачот, значи другиот лик е заглавен. И Тони што прави, инаку има се разбери многу убиства и гадни сцени во серијата, меѓутоа не е тоа фокусот, значи 9-6 баш сака да бега од таа драма, некогаш и доста антиклимактично ги разрешува конфликтите меѓу различните мафијашки групи. Меѓутоа еве во овој случај има една гадна сцена во која што практично Тони доаѓа и му го запушува носот на другиот флик и така го задавува, веројатно. Голем спойлер, ама се река што не кажа за кој станува збор. Меѓутоа што дури сега те текнало, значи дека сепак не е толку спойлер, значи не алудира толку експлицитно на ликот. Меѓутоа што ми е поентата? Тони го прави тоа и секако практично он нема ни причината зошто го прави тоа е бидејќи е разочаран од овој другиот флик, затоа што чувствува дека тој веќе е liability, дека станува ризик за нивната мафијашка група со неговото однесување и така натаму и практично еве за да ја заштити целата бизнисот, да го заштити практично, се одлучува на таков чекор иако се блиски и сето тоа. Меѓутоа, како Тони потоа си го рационализира тоа на самиот себе си. Зошто го направив ова? Кога ја имаат сообраќајката, ја имаат поради несовесно возење на другиот флик, удираат во дрво и една гранка од дрвото ќе влезе практично во автомобилот, ќе го пробие стаклото. И Тони вели, замисли сега овој другиот флик да беше татко, он да возеше дете, бебе на задното седиште, ние да се возевме да имавме оваа сообраќајка, бебе сега ќе загинеше, гранката ќе му го пробиеше мозокот, нели? Значи Тони е толку вешт во таа своја рационализација. Тој за се може да се убеди себе си, а со тоа и гледачот дека еве имало некоја причина зошто тој тоа го направил. И тоа е нешто што е заедничко, можеме да зборуваме и за други антихерои, и за други примери, затоа инсистирав толку на таа рационализација, таа способност да се убедат себе си дека тие или се жртви, или тоа што го направиле колку и да било грозоморно, негативно, сепак морало да се направи. Да, си го оправдуваат. Одличен пример и одличен кейс стади за еден антихерој. Јас имам само кратки мали коментари и дополнувања. Значи од психолошка перспектива, бидејќи тоа е дел од нашиот подкаст, чисто да ги диагностицираме ликовите колку што можеме. Значи Тони станува збор за нешто што го нарекуваат социопат, а не психопат, бидејќи психопати во главно се луѓе кои се толку оштетени, да кажам, кои навистина немаат ни потреба да ги рационализираат своите дела. А кај Тони и затоа е толку симпатичен и затоа не држи да го гледаме во 6 сезони, ако не се лажам, затоа и не држи затоа и не привлекува да го гледаме бидејќи е таков антихерој, бидејќи тоа е човек кој е социопат во смисла дека тој не е роден со такви тенденции, колку што навистина, како што знаеме во серијата, е од семејство и од татко и од мајка која навистина го имаат потурнато во тој мафијашки свет и немал дури ни избор да излезе толку лесно од таму. Така што тој жртва на своите околности, може да се каже. Затоа тоа е што е интересно, што колку и грозоморни, неморални нешта направи во серијата, секогаш има некакви рационализации, некогаш дури и плаче, некогаш дури се кае, но секогаш е доследен на својот неморал. Значи не станува збор за добар човек по никој стандард, но сепак е навистина добро напишан и изглумен. Тоа ме доведува до втората поента, но Джеймс Гандолфини не може да не споменеме, мислам дека го оживува ликот како што никој не би можел друг, не можеме да го замислиме. Станува збор за оние актери кои
штом ќе бидат во една улога, не можеме веќе да ги замислиме во друга и никој друг актер не можеме да замислиме во таа улога. Така што не сум сигурен дали Дейвид Чејс колку удел имал во изборот на Тони или воопшто на сите други ликови, но тоа е едно од најгениалните моменти на серијата, бидејќи колку да е добро сценариото и режијата, без Гандолфини се прашувам како би изгледала серијата. И Апсолутно. конечно последниот коментар, тоа што го рече, а тоа што Сопранови доаѓа во период кај што американската, а и светската публика, особено да речеме балканската публика, и те како има апетит за мафијаши, криминалци и такви приказни. Главно од тие приказни филмот на Франсис Форд Копола, Кум, односно The Godfather, на англиски, кој е навистина прекрасен филм, и тој има антихерои, ако веќе одиме во тој правец, но филм во кој на некој начин мафијата е дури гламуризирана. Особено на Балканот, јас се сеќавам кога тој филм беше популарен, многу момчиња, млади, а и постари мажи, сакаа да ја слушаат музиката од филмот, сакаа да се облекуваат како ликовите од филмот, што значи создаде еден како култ околу целиот тој мафијашки свет, не дека повеќето луѓе убиваа луѓе, но имаше еден момент на поистоветување и на гламуризирање. Тоа и денеска се случува со некои серии, например серијата Peaky Blinders, серија која сме ја спомнале на овој подкаст, исто така има мафијашки структури или такви организирани криминалци, кои како се примамливи и интересни на публиката. И начинот на кој тие сценарија се напишани се многу суперхеројски. Тој лик колку и да е лош некако ќе избега на правдата. Сопранови не е таква. Тоа што го рече ти. Така што Ајден телевизија, за помладите кои можеби не знаат за Ајден, беше една од најпопуларните телевизии. И всушност кога се емитуваше Сопранови, јас се сеќавам, јас бев многу мал и не ја гледав. Ја гледав исто така подоцна како тебе пред неколку години. Но сеќавам дека рекламите беа, имаше можеби и билборди или реклама, дали го познаваш Тони. И тоа беше месец-два пред воопшто да се покаже слика или реклама од серијата. И јас мислев, кој е сега тој Тони? Ама убава кампања на Ајден, не знам дали Ајден ја превземала од друга соседна телевизија или не. Но идејата беше дека серијата како беше популарна, но и до ден денес е рекламирана како серија за мафија, всушност е многу повеќе од тоа и е деконструкција на цел тој мит. Така што премногу повторно зборува. Не, апсолутно. Да ти одадам простор, а секако ако имаш коментари на ова што го реков, а понатаму можеме да преминеме и на други. Може по некој краток коментар. Да, секако. Па би рекол дека тоа е голем ризик за кој што и Дейвид Чејс и сите сценаристи и шоуранери и креатори на вакви серии се свесни дека луѓето ќе се поистоветуваат до тој степен со овие ликови што ги почнати да ги емулираат или да се обидуваат барем да ги емулираат нивните однесувања во секојдневен живот, но практично еве тука ми текна само малце си го враќам филмот, има еден рецензент што многу го сакам, се вика Емили Ван де Верф или Тод Ван де Верф. Тоа е практично транс лице, си го има променето и полот, а со тоа идентификацијата. Меѓутоа рецензиите негови или нејзини што ми се допаѓаат за Сопрано, мислам дека ги пишува веќе како Емили. Сега не сум сигурен, меѓутоа во периодот кога има работено во AV Club, не знам дали го знаеш сајтот, они се сега веќе малку во пат, последниве години се станати доста мејнстрим, нешто сменија раководна структура не е важно, али достапни се уште нивните стари рецензии, меѓу другото за Сопрано, Mad Men, сите овие серии што ги зборуваме денес, имаат одлични рецензии, кои што мене навистина двократно ми го збогатија конзумирањето на овие серии. И тој вели дека Дейвид Чејс така и се бранал, тој велел као не е дека ако играш ти сега видеоигра дека ќе почнеш да напаѓаш насилна видеоигра, да напаѓаш луѓе во секојдневен живот, така што престанете да ме обвинувате мене за вакви некои работи за кои што е апсолутно апсурдно да држиш ти некој режисер или сценарист како одговорен. Околу глумата сакав малку да се надоврзам, бидејќи ја спомнам. Се слагам дека тука практично они фатиле джекпот. Значи Джеймс Гандолфини има кариера и пред Сопранови. Меѓутоа, еве, например, Ерон Пол во Breaking Bad, Брайан Кренстон, Уолтер Уајт имал кариера и предходно, иако и таа кариера била многу различна, тој бил комичар и меѓутоа Ерон Пол бил практично анонимус пред Breaking Bad, а испаѓа актер кој што сега добива сериозни квалитетни улоги. Џон Хем, Mad Men, пред тоа релативно непознат, сега веќе добива улоги без проблем и патем уште една препорака, еве Mad Men сигурно голем дел од слушателите ја знаат, меѓутоа Фарго, во која што секоја сезона е засебна. Во последната сезона се уште излегуваат епизодите, мислам финалето не е излезено, јас сум негде до 8 епизода од 10. Џон Хем има улога која што ова ќе биде многу контроверзен став, меѓутоа од аспект чисто на кастинг му лежи уште повеќе отколку што му лежи Дон Дрейпер, а тоа делува невозможно бидејќи он е тайпкаст за Дон. Точно. Малку сега правам дигресија, меѓутоа глумата апсолутно до некаде коинцидентално ги прави овие серии многу подобри, уште подобри.
Джеймс Гандолфини, доволно е да пуштите видео од него како зборува општо во секојдневниот живот, тој дури и гласот си го менува, не само акцентот кога го толкува Тони. Би рекол, би издвоил Рис Сихорн, глумицата која што го толкува ликот на Ким Уекслер од Breaking Bad, ја издвојувам од неколку причини. Прво затоа што е тотален анонимус и таа пред Better Call Saul. Ќе видиме дали сега ќе добива улоги. Јас мислам дека е една вака вонсериска неправда што нема добиено Еми за својата глума и дури мислам дека намерно ги немам гледано сериите за актерките кои што имаат добивано наместо неа низ годините, затоа што толку ми ја драга и сум и самиот се чувствувам оштетено и навредено во нејзино име. Неа би ја издвоил дефинитивно Рис Сихорн и се надевам дека ќе гледам и у многу други филмови и серии во иднина. Одлични примери, наистина многу серии и примери отворивме, тоа беше идејата. Ајде да дадам малку еден правец на дискусијата, тоа е да Тони Сопрано е големиот джин, почетник, прв антихерој, а оној друг антихерој кој смета дека можеби него најголем наследник е Уолтер Уајт од Breaking Bad. Интересен факт за него е, односно за актерот Брайан Кранстон, значи кога Винс Гилиган, авторот на серијата, барал улога за тој, рекол сакам онаков како таткото од Malcolm in the Middle. И тие му рекле па ќе го земеме таткото од Malcolm in the Middle. И тие всушност, значи Брайан Кранстон толкова, тоа е ситком, тоа е комична кратка серија, дури и детска би рекол некој. И тој наистина таму толкова фрустриран татко, американски татко, и не ни сметале дека тој ќе може да толкова комплексен како Уолтер Уајт и веројатно по неколку сесии, аудиции ја добива улогата. А Арон Пол, кој го глуми неговиот партнер во филмот, Джеси Пинкман, Арон Пол бил напишан само за првата епизода, но поради хемијата помеѓу двајцата глумци, поради тој однос што го имаат како татко и син, Арон Пол останува во серијата и еден од не го знаев, де факто главните ликови, инаку воопшто не бил во план да биде. Требал да умре веќе во првата епизода, како прв знак дека Уолтер Уајт не е тоа што изгледа на прв поглед. Сега, кога сме ке Уолтер Уајт, само накратко, не мораме да одиме во детали за него. Она што интересно е всушност во самиот наслов на серијата, Breaking Bad, и се надам дека ова не е ни спойлер, тој постепено станува лош. И сега постои дебата, дали тој постепено станува лош или од секогаш бил лош, ама ние сме измамени и заведени од тоа како ни се представени работите и го бодриме и го гледаме, се додека кон крајот сме малку како публиката сме чекај малку, дали јас навивам навистина за овој лик, чекај види што направи. Така што тоа е еден трик кој многу режисери и сценаристи го користат во креирањето и пишувањето и представувањето на антихероите. Прашање до тебе слободно, ако имаш за Уолтер Уајт, но повеќе ме интересираш ако може да предеме на Mad Men и Don Drapers, бидејќи знам дека тоа ти е една од подобрите примери. Па ајде директно околу ова прво, значи тука има многу техники кои што режисерите и сценаристите ги користат за да го направат антихеројот уште подопадлив. Значи еден од начините, и ова исто ќе биде мини спойлер, мислам не преголем, важи и за Mad Men и за Breaking Bad, таман ќе ги споиме. Во последната сезона се појавуваат ликови и цели групи на ликови практично, кои што се антагонисти, ама очигледни. А до тогаш ги има, ама и ги нема толку, посебно не во Mad Men. Значи во Mad Men баш ја внесуваат таа практично, не е голем спойлер, нова компанија за маркетинг која што е уште по безмилосна, она баш капиталистичка у тој некој стереотипен смисол од компанијата за која што работи Don Draper, за да види какви има и ти се па чекај, можеби Don Draper не е толку лош. Тоа го прават во Breaking Bad со сите овие мафијаши, нели Uncle Jack и така натаму, да не правиме спойлер, тие се појавуваат релативно доцна во серија. Да се има и претходно поголеми негативци од Волт, ама не се па до толку карикатурални негативци како овие, кои што се потребни бидејќи Волт самиот е до толку разлошен, баш се прашувам на македонски како би ја превели Breaking Bad. Разлошување, нели, целата серија, што ете бидејќи тој веќе е самиот силен негативец, тогаш веќе нема дебата дали е негативец или не, потребни се овие карикатури за да го стават тоа во некоја перспектива. Да почнеме со некоја паралела помеѓу двете серии и од аспект на овие дефиниции што ги поставивме на почеток за тоа што значи антихерој. Па ти го начна ова кога зборуваше за Уолтер, не мислам дека дебатата е толку дали тој уште од почеток е лош, а ние само не го гледаме тоа или серијата прави да не го гледаме. Мислам дека можеме да се согласиме дека има некоја еволуција за тој добар протагонист, нели пак рековме во дефиницијата мора да има промена, не може да биде константа. Повеќе е прашање на чикен ек што придонесува, значи дали има нешто во неговата човекова природа
кое што само било тригернато, активирано од некој настани, или навистина околностите биле толку неповолни за него, што ето он е повеќе жртва отколку негативец во таа смисла на спорот. И тука исто не е спойлер, бидејќи се уште во првите епизоди се открива дека практично тој, бидејќи успешен хемичар, затоа и создава толку квалитетна дрога, произведува, тој пред 15 години или така нешто пред да започне серијата, можеби и повеќе, имал многу успешен бизнис, многу успешна идеја, патент за нешто со хемија, сега не знам, се гледа дека не сум хемичар, меѓутоа тој патент потоа го развива, односно партнерот негов, бизнес партнерот го зезнува, условно кажано, и не само што му ја зема фирмата, туку и девојката му ја зема, со која што тогаш се гледал. Значи, он баш го има тој момент на обесправеност и вознемиреност поради тоа. Значи, тоа него го води како личност низ животот, тој работи како професор во средно училиште, иако е 10 нивоа, нели? Подобар. Премногу квалификуван за тоа. Така да затоа има тој момент на чикенек, дали се околностите, дали е тој самиот. Меѓутоа, еве за да не навлегуваме предлабоко во сериите, за да ја држиме таа ширина и споредба помеѓу овие примери, во Mad Men јас би рекол дека ако ги земеме овие елементи што ги начнав јас на почеток, што ги предложив, неморални мотиви, средства и или резултати кај овие антихерои. Кај Уолтер дилемата е за мотивите, значи дали практично и тој фаќа рак исто така, тоа не знам дали го спомнавме, тоа исто на самиот почеток на серијата, така што не е голем спойлер, и бидејќи фаќа рак, мора да знаеме во Америка колку е сето тоа скапо и почнува да прави дрога за да се збогати, да може да се го плати лечењето. Значи има ли поблагороден мотив од тоа на крајот на крајшта? Во Mad Men го нема тој момент. Во Mad Men мотивот е видливо негативен. Значи луѓето сакаат да се збогатат. Они се маркетинг агенти, свесни се дека капитализмот плюс цигари се производот што најмногу го продаваат, Lucky Strike. Mad Men патеме период драма, значи сместена е во 60-ти години, веројатно најинтересната деценија и во САД и воопшто во светот. Многу серии после Mad Men се имаат направено за 60-ти. Прилика за уште една кратка препорака, The Marvelous Mrs. Maisel, исто една многу потценета серија, бидејќи на луѓе наведум им изгледа банална, нешто без везе за стендап комичарка, уствари е фантастична серија. Се согласувам. Меѓутоа сакав да кажам дека кај Дон Дрейпер и кај другите ликови, тие се сите нели маркетинг агенти, директори или како и да ги преведуваат на македонски, тие сите се од аспект на мотиви видливо неморални, тука нема дебата, сакаат да се збогатат. Меѓутоа од аспект на средства и на резултати веќе станува малку подвосмислено, бидејќи Дон Дрейпер вели јас продавам среќа. Значи јас кога и ова повторно не е голем спойлер, бидејќи уште од првата епизода, ако стане предолга дигресија, слободно прекиниме. Меѓутоа идејата е дека Пит, потоа исто ќе стане еден од поважните ликови во серијата, тој е джуниор колега, некој 10 години помлад. Моментално не ми текнува презимето, срамота. Браво, Камбел. За вако фан на Mad Men. Изгледа треба трет пат да ја гледам. Меѓутоа, Пит тогаш се вработува на нов, нели, во фирмата, Дон е веќе етаблиран шеф на креативниот оддел или што е и да. И Пит, бидејќи е толку нестрплив да се докаже, тој вели, леле, јас, за Lucky Strike, нели, реков, тоа има главниот клиент за цигари, и тој е толку нестрплив да се докаже, што му вели на Дон, јас направив истражување цело, читав литература стручна за темава, што воопшто прави луѓето да сакаат да пушат. Тој вели, јас ова го поврзувам со Сигмунд Фройд и со неговата идеја за death wish. Ние сите имаме потајна желба да умреме и затоа ние уствари пушиме цигари. И Дон го слуша, Пит му ги покажува сите книги што ги има прочитано за да биде да заклучок и му вика, како ти воопшто мислиш дека маркетинг функционира? Како ние ќе продадеме било кој производ на луѓе ако ги убедуваме дека со ова само, значи death wish ако воопшто постои, значи Дон не го негира тоа, меѓутоа вика тоа апсолутно треба да остане потиснато. Ние како маркетинг агенти сакаме на луѓето да им продадеме среќа, сакаме да мислат на убави работи и кампањата, последна реченица на тема, кампањата за која што на крајот се одлучуваат и што му ја презентираат на клиентот и клиентот е одушевен и потоа продаваат не знам колку таму цигари, прави комплетен дефокус. Кампањата е, не знам, покажува некои житни полења, некои такви идилични среќни мотиви и наеднаш Lucky Strike е среќа. Значи комплетно измислување, комплетна замена на тези. Маркетингот секогаш е што подалеку од вистината, од сериозноста на некој начин. Фала ти, страста е навистина очигледна кога зборуваме за серии кои ни се блиски. Така што фала ти за споредбата. Јас можеби само би повлекол една линија. Интересно ми е како почнавме со Тони Сопрано, кој е очигледно антихерој бидејќи убивал луѓе на крајот денот.
потоа одиме кон Волтер White, кој пополека влегува во територијата на убиства и кражби и слично. И Дон Дрейпер, кој всушност е најмекиот од сите тројца, бидејќи станува збор за маркетинг директор, како што познаваме, можеме на улица да сретнеме маркетинг директор, малку поретко да сретнеме убиец, можеби зависи каде. Но Дон Дрейпер е многу интересен и многу поистоветлив, бидејќи навистина тој не се занимава со кражби, убиства и слично, туку навистина продава, ти велиш среќа, односно тој вели среќа, јас велам магла, и ги обидуваат луѓето да купат производи кои се штетни по нивното здравје и среќа. Но секако тоа го купуваат. Она што е интересно кај Дон Дрейпер е што всушност тој самиот, колку и да е мудар и интелигентен во пристапот, самиот си има поверувано на своите лаги. И во голем дел од серијата живее лажен живот и лажен брак и лажна фасада на тој совршен брак на згоден бел маж во Америка со русо коса, убава згодна жена и мали убави сладки дечиња со румени обравчиња, а како што ќе видиме понатаму, цел таа фасада почнува да пука. Така што сите тројца се навистина поистоветливи, бидејќи како тоа што прават лоши нешта, како да всушност се нашите најдлабоки пориви. Некогаш и ние, мислам, јас лично си имам најдено ситуација да гледам, речеме, Сопранови и да видам како Тони толку брзо и ефикасно си ги решава проблемите во животот. Има проблем со војкото, стриката или како и да е, и едноставно ќе ги убие, или ќе ги украде, или ќе ги уцени, или ќе ги заплаши. Секако јас тоа не можам да го направам, а сите ние се наоѓаме во ситуација кај што некој близок знае да ни изнервира, повреди и слично. Но секако бидејќи не сме социопати, не посегнуваме по такви средства да по секоја цена да го добиеме тоа што сакаме. Но е навистина забавно да гледаме ликови кои грабаат и добиваат се што сакаат. Така што сметам дека антихероите се со тоа така некако би дошли, бија потурнала дискусијата и кон крајот, дека се навистина примамливи и поистоветливи за големата публика. Веројатно се согласуваш. Апсолутно. Имаме едно мало подпрашање, ако имаме време, а имаме уште малку време, што станува последниве 10 години со женските антихерои? Што мислиш за тоа и дали имаш неколку препораки? Требаше да се подготвам за ова прашање, баш е онака, мислам, очекувано. Прво, една мала друга работа би ја адресирал. Многу често луѓе ме прашуваат која ти е омилена од овие три. Да, тоа сакав исто да подпрашам, слободно. Ти се обида да ги подредиш хронолошки, дека одат од најочигледен негативец, Тони, повеќе антагонист можеби отколку антихерој, кон по-нијансирани. Мене Медмен ми е омилена затоа што поради профилот на човек кој што сум, значи целиот момент со маркетинг, има многу психологија, социологија, историски за 60 години ти практично преку овие ликови го живееш секој важен настан од таа деценија во американската, со тоа и светската историја. И еве, не е ова спойлер преголем, и цело време го викам ова. Нема проблем. Како да се убедувам себе си, викам преголем, дека не е преголем. Меѓутоа има еден момент негде пред последна сезона, кога, пошто нели, ако цела Медмен е 60 години, значи почнува буквално 60-та, завршува 69-та, 70-та, така нешто, некаде при крајот на серијата се случува слетувањето на месечината, нели, историски момент, и ние гледаме сите ликови како се седнати дома и гледаат на телевизија што се случува. И ние точно знаеме кој лик како ќе реагира на тоа, и сме као, мада точно знаеме, отпосле мислиме дека точно знаеме, бидејќи секако сценаристот го нашол совршениот начин на кој што секој од овие ликови ќе реагира. Меѓутоа ние до тогаш сме веќе толку внесени во овие ликови што буквално заедно со нив ги живееме сите овие настани, а со тоа и учиме за историја и за многу други работи. Така да Медмен е веројатно како би ја нарекол, сеопфатна серија од сите овие, едно навистина целосно, тотално искуство, додека другиве си имаат, како што кажавме, многу своји предности. Меѓутоа, ете, сите се десетка, така што не би можел да ги рангирам. Сега, околу прашањето на женски антихерои. Јас спомнав Marvelous Mrs. Maisel претходно, кај неа исто го имаме овој момент на еволуција, почнува многу помеко, иако се работи нели за стендап комичарка, не убива никого, не продава дрога, не продава цигари. Меѓутоа го имаме тој момент на постепеност, го имаме тој момент на chicken egg, што го зборувавме претходно, дали се повеќе околностите или нешто во низината природа. Како што реков, исто така период драма, значи исто така многу инструктивна за тоа како се менувале постепено општествените норми во 60 години во САД. Таа е феминистка, меѓутоа не е свесна за тоа, не е политична во онаа смисла, нели, на зборот, дека не се дефинира себе си како феминистка, меѓутоа и со незините постапки, а и со некои ставови, но не сите, бидејќи сепак е порасната во една потрадиционална средина.
Она е дефинитивно многу интересна и тоа е серија во која што таа го има, бидејќи и толку е и актерката прекрасна, што ете она го има и 60% можда од скрин тајм, има речеш се во секоја сцена. Овие другиве што ги зборевме претходно не се толку доминирани од нивните главни ликови. Дури би рекол дека во Mad Men една од главните strengths на серијата е токму квалитетот на споредните ликови. Да. Па дури и во Breaking Bad можеби и повеќе, бидејќи навистина се толку многу добро обмислени сите тие, значи секој има не само точно определена функција за дејството на серијата, туку и ликот е, мислам дека од сите овие серии за 20-30 години повеќе ги памтиме споредните ликови од Breaking Bad, од универзумот на Винс Гилиган, нели, бидејќи голем дел од нив се појавуваат и во Better Call Saul. Од аспект на антихерои, Homeland е интересна. Кери, нема да навлегувам премногу во детали, знам дека сме при крај, меѓутоа би ја препорачал и Homeland, не е на ниво на овие другиве, не е ни мезел на ниво на претходниве, се разбира, меѓутоа многу интересен лик, повторно многу интересна актерка, Claire Danes, ја сакам и во други филмови. Одлично го доловува тој момент, незиниот лик пати од биполарно расстройство, значи тука веќе има и момент на свесност, што го нема во овие други примери, иако кај Тони многу често има соништа, па дури и кај Дон во Mad Men, и тој и таа димензија е интересна. Игри за совеста, штета што не е твојата партнерка тука да не влеземе повеќе во психолошкиот дел. Така што еви Homeland една препорака, така што има примери и за добри женски антихерои, меѓутоа самиот факт што ми текна еве вака on my feet на лице место само на 2, веројатно значи дека не се толку чести колку машките. Точно, се согласувам. А јас само би додал во однос на женските ликови дека од една страна дефинитивно не се толку чести, но во сите овие серии кои ги спомнувавме, овие машки ликови тие имаат сопруги, и тие сопруги, тие жени се доста антихеројски. Кармела Сопрано на Тони Сопрано, жена која е всушност домакинка, ама тотално свесна дека нејзиниот маж е убиец, и тоа не воопшто мува не ја лази, што би се рекло. Жената на Уолтер Уајт, Скайлер, која е една од најомразените, беше изгласана за најомразен лик во историјата во последниве 30 години од серија, бидејќи никој не ја сака. И таа е горе-доле свесна дека нејзиниот сопруг произведува дрога и во еден момент го критикува, во следниот момент го поддржува и прави со него како сметководителка, како не се чина му станува. И во Mad Men Дон Дрейпер има неколку сопруги, мал спойлер, и тие сите се доста неморални жени, да речеме, до некој степен, можеби не премногу. Така што првиот бран на женски антихерои сметам дека се попратни ликови во овие серии, но веќе се повеќе постојат серии со исклучиво женски ликови. И сега можеби ќе ти изненадам, има една серија која мене ми е една од драгите, но речиси никој не ја знае, се вика Damages или Оштета, не знам дали ја знаеш. Гледам дека има добивано многу Еми награди низ годините, со Глен Клоуз. Со Глен Клоуз. Не, ја сакам, ај кажи па ќе кажам, извини. Да, нема проблем. Глен Клоуз е неверојатна актерка која повеќето ја знаат по Fatal Attraction, како Круела, поранешната Круела и така натаму. И Глен Клоуз е неверојатна актерка со Оскари, со Еми награди прочитувана, и таа глуми во оваа серија Damages или Оштета, глуми лик кој е неверојатно богата и профилирана и успешна адвокатка во Њу Јорк, која прави се за да ги добие случаите. Значи премисата е доста едноставна, прави криминални дејствија, дури постигнува и по убиство, таа не самата, не држи пиштол и убива некого, но не е проблем да ги заплаши своите клиенти и слично, а главниот однос е со една мала стажантка, односно една young intern во незината компанија, и тие имаат однос малце како Devil Wears Prada, Meryl Streep и Anne Hathaway, само на многу погрозоморен и неморален начин, каде што младата девојка се повеќе станува вовлечена во светот на адвокатите кои како неморален според серијата. Така што тоа е еден пример. Да, слободно. Ја немам гледано, мислам дека првите неколку епизоди ги имам пуштано, можеби ја бев во некоја специфична состојба на умот тогаш и не ми легна, така што ти верувам дека е супер серија, а и самите Еми се согласуваат. Има дадено многу награди. Глен Клоуз ме потсети на The Shield. Аха, секако. Ја имаш гледано, нели? Секако, да. Нема да зборам сега. Она има споредна улога таму, не е на почетокот. Па во таа сезона во која што се појавува има доста променентна улога, ама е само во една сезона. Форест Уитакер исто така има многу епизодално појавување, у смисла дека го има само во една сезона, ама у таа сезона игра од многу важна улога. The Shield нема да навлегуваме сега премногу во дејството и за неа, меѓутоа она е најподценетата. Прво затоа што се случува релативно рано, мислам дека е снимана неколку години после Сопрано или во тој период.
Второ, затоа што со тоа поврзано и техничка е нели послаба. Сопранов исто технички има многу работи кои што би можеле да се подобрат. Сега не знам колку имаме време за тоа да разговараме, али сакам да кажам The Shield дефинитивно луѓе не ја ставаат во рангот на овие серии и можеби не е баш до толку добра, меѓутоа мене ми е дефинитивно во некоја топ 10, топ 5, топ 10 листа. Вик Меки е главниот лик и тој дефинитивно ги има сите овие елементи на антихеројство што ги зборувавме претходно. И сега како еден додуша ова веќе не е мал спойлер, меѓутоа разликата еве причина зошто да ја гледате The Shield различно од сите причини што ги дадовме за другиве серии е што Вик Меки има хепи енд. Никој од овие други ликови што ги спомнавме претходно нема хепи енд. Да, точно, апсолутно. Сметам дека наистина исцрпивме темата која има уште колку за зборување. Јас би рекол дека антихероите како се уште жив. Постојат многу автори, многу сценаристи, многу режисери кои како наоѓаат интересни начини да го доусовршат ликот. Еден пример кој ми текнува вака за крај, значи Breaking Bad фокусот е Уолтер Уајт и неговото влошување или олошување. Во серијата, да речеме серијата Озарк, не знам дали ја имаш гледано на Netflix. Не сум фан. Не си фан. Таа е на некој начин напишана како одговор на Breaking Bad, бидејќи таму имаме еден пар, односно сопруг и сопруга, маж и жена, кои поминуваат низ истиот процес кој Уолтер Уајт. Тоа е еден пример. Што се однесува до жените, повторно има можеби дури и повеќе, барем мене ми се чини, можеби јас повеќе гледам, женски антихерои. Еден пример е Killing Eve, не знам дали ти е позната. Во нејзе Виланел, односно млада руска убица. Таа е многу згодна, прекрасна млада русинка која е платен убиец и која убива низ цела Европа различни луѓе, но е толку шармантна, толку згодна, толку интелигентна, зборува 7 јазика, живее во луксузен стан во Париз. Не може да не ја сакаш и да не ја пратиш, а таа постојано прави неморални нешта. Така што и како митот за антихеројот или идејата за антихеројот се повеќе се проширува и се шири насекаде. Но како сите убави нешта мораме да дојдеме до самиот крај. Нели Фуртадо. Да, но за самиот крај на кратко кажи ми, ако мораш да одбереш, претпоставам кој одговор од веќе најсти, кој ти е омилениот антихерој, не серијан, туку антихерој? Од аспект на глума Джеймс Гандолфини. Добро. Од аспект на лик мислам дека сепак мора да е Уолтер Уајт. Окей. Да. Значи Mad Men веројатно во целина самата серија, а па како што реков, затоа споредните ликови се толку добри во овие серии што некогаш му го одземаат еве во Mad Men спотлајтот на Дон. Уолтер би морал да биде, затоа што да бидеме сега искрени, мислам дека многу луѓе би го дали истој одговор, затоа што Breaking Bad е серија која што се прослави многу и во мејнстримот, овие другиве сепак иако имаа многу награди и сето тоа не до толку. Сопрано да, меѓутоа малку и од погрешни причини, нели бидејќи луѓе сакаат мафија, сакаат насилство. Така што Уолтер Уајт тој НЗС би рекол што толку луѓе успеа да ги придобие и да ги натера да гледаат ваков тип на серија. Да. И поради тоа од Breaking Bad и потекнува нели потоа и Better Call Saul, која што е многу различна серија, не ја зборувавме во детали, нема да ја начнам сега. Меѓутоа таа е многу побавна и затоа многу луѓе ја немаат гледано. Breaking Bad е доволно брза за да привлече поширока публика и потоа мислам дека ќе направи сите да ја гледаат од условно кажано вистински причини, така што можеби затоа Уолтер е број 1. И најпоследно прашање, дали ти како политиколог, ова ми текнава од текот на дискусијата, дали ти како политиколог сметаш дека можеби бидејќи имаш пристап до политичкиот свет и бидејќи си експерт во областа, дали сметаш дека има поврзаност помеѓу тоа и фасцинацијата со антихероите, а и воопшто на пошироката публика кои сме потонати во политика, барем преку медиумите? Па, јас, например, еве, House of Cards исто така ми е релативно драга серија, но не ја зборува воопшто денеска затоа што не сум до толку пасиониран за неа. Мислам дека практично професиите генерално не прават пресензитивни за самите области и ни е потешко да сакаме серија која што бидејќи нели секоја серија е по дефиниција еден вид банализација на темата што ја обработува. Мене ми е тешко да гледам серии за политика, бидејќи мислам дека многу ја тривиализираат политиката. Бидејќи ја познаваш поинтимно, да. Да, значи VIP затоа никогаш на пример не сум ја загледал.
West Wing ми било секогаш пре чизи и така натаму. Веројатно и на доктори ме подошко да гледаат медицински серии, на адвокати, адвокатски и така натаму. Меѓутоа, мислам дека, еве, како политиколог, што би можел да кажам, дека е убаво што има волку многу серии за антихерои, дека е убаво што ние толку ги размислуваме сите овие морални дилеми, на некој начин ја креваат општествената свест. Така да тука би се согласил со Девид Чейз дека се апсурдни оние критики кои што викаат гледаш насилна серија, стануваш понасилен. Напротив, јас верувам дека посебно кога е серијата толку убаво напишана, толку убаво се изнијансирани некои работи, мислам дека може да одигра и позитивна општествена улога. Одлично, ти благодарам. Сметам дека доаѓаме до самиот крај, така што јас би се заблагодарил на сите кои не следат веќе подолг период и кои ги слушаат и гледаат нашите епизоди. Се надам дека уживавте во оваа. Се надам дека и на Кристијан му беше забавно, дека ќе дое повторно да не дружи во студио. Уште еднаш благодарност до Радио МОВ за целата техничка подготвеност и поддршка во текот на нашите снимања. А на вас кои не следите редовно, се надам дека ќе дојдете следниот пат уште еднаш на уште поинтересна тема каде што ќе дискутираме за уште повеќе анализи на вашите омилени филмови и серии. Ви благодарам на сите и ви посакувам убава недела. Ти благодарам, Максим.